Изминатата година Фудбалската федерација на Македонија работеше согласно својата визија, својата мисија и согласно главните стратешки цели. Генерална стратегија обединетиот фудбалот, македонска стратегија за женски фудбал, повеќе жени, повеќе голови и стратегија за општествена одржливост. Нашите активности се стремеа кон промовирање на вредностите и грижата за играта што ја сакаме и придонесуваме за развој и светла иднина. Согласно креираната рамка на кратки, средни и долгорочни цели, работевме заедно со заинтересираните страни, градејќи подобра и поздрава средина за сите кои сакаат да бидат дел од нашето фудбалско семејство. Обединети во фудбалот, продолжуваме, не скршнувајќи од зацртаните цели, но и изнаоѓајќи решенија и начини како да се справиме со предизвиците на кои наидуваме на патот кон успехот. Фудбалската федерација на Македонија, како и секогаш досега, ќе биде кооперативна и транспарентна во соработката со сите кои придонесуваат за развој на играта, отворена за секој конструктивен предлог или идеја која ќе го подобри нашето фудбалско живење. Надпреварувањата праќаат јасна порака колку луѓето го сакаат фудбалот. Не само на професионално, туку и на аматерско ниво, каде секојдневно се одигруваат надпревари ширум државата. За ФФМ, фудбалот секогаш е на прво место. Овој извештај го покажува начинот на функционирање и постигнатите резултати согласно зацртаните цели наведени во столбовите на кои се засноваат стратешките планови. Во текот на изминатата година, системот на надпреварување остана ист, односно не трпеше промени. Извршивме преглед на системот за лиценцирање на клубовите во рамките на Фудбалската федерација на Македонија, со цел истиот да ги одразува најдобрите европски практики. Во изминатиот лиценцен период за надпреварувачката 2023-2024 година беа издадени 6 лиценци во мажка конкуренција и 3 лиценци во женска конкуренција за УЕФА надпреварувањата. Во домашното првенство, односно за надпреварувањето во прва и втора Македонска фудбалска лига, беа издадени 28 лиценци. Од оваа година воведовме подобрен систем за лиценцирање во клубовите во областа на неговата примена преку имплементирање на електронска верзија за аплицирање и доставување на документација преку платформата MyComet. Освен клубовите кои се лиценцираат за учество во УЕФА надпреварувањата, задолжително лиценцирањето и во домашните првенства за прва и втора Македонска фудбалска лига. Во тек е имплементирање на процесот на лиценцирање на клубови и за учество во прва женска фудбалска лига. Беа извршени низа едукации и обуки за клубовите во однос на лиценцирањето преку заеднички средби, како и континуирана комуникација за различни прашања. Оделението за лиценцирање присуствуваше на годишната и регионалната работилница организирана од страна на УЕФА. Ги следиме и применуваме сите планирани промени со цел навремено имплементирање на стандардите кои ги задоволуваат минималните критериуми поставени од правилниците на УЕФА. Континуирано работејќи на имиџот и вклученоста во организацијата, извршивме поедноставување во нашата дигитална регистрација преку системот Комет. Работиме на размена на информации и најдобри практики со останатите федерации од областа на клупското лиценцирање. Фудбалската федерација на Македонија со своји представници беше учесник во пилот проект на УЕФА за размена на знаење и искуство од областа на клупско лиценцирање, заедно со колегите од Хрватскиот фудбалски сојуз. Проектот во траење од 6 месеци се состоеше од 5 онлайн состаноци и 2 состаноци со физичко присуство во Скопје и Загреб и секако присуство на представници од УЕФА од одделението за лиценцирање. Комисијата за надпревари во рамките на Фудбалската федерација на Македонија во август го организираше редовниот семинар за делегати на мечеви од прва и втора МФЛ. На семинарот се дискутираше за новата надпреварувачка сезона, одговорностите и обврските на делегатите на самите надпревари, безбедноста и заштитата на интегритетот на надпреварите, како и промената на одредени точки во пропозициите за домашно првенство, односно нивно дополнување. Континуирано работејќи на имиџот и вклученоста во организацијата, извршивме поедноставување во нашата дигитална регистрација преку системот Комет. Направени беа обуки за представници на клубовите кои се одговорни за регистрација на играчи. Се воведе нов модул на системот за регистрација кој му овозможува на клубовите кои се дел од лиценцната постапка да аплицираат и да ја достават својата документација електронски. Започнавме со постапка за изработка на стратегија за комуникации со помош на УЕФА, која ќе ни помогне да ги доближиме информациите не само интерно, туку и за останатите надворешни страни. Фудбалската федерација на Македонија гради одлични партнерски односи со компании кои споделуваат исти вредности. И покрај тешкиот период во делот на економските предизвици, се обидуваме да го адаптираме нашето портфолио на понудени производи на потенцијалните партнери.
Резултатите од комерцијалните активности на ФФМ во 2023 година се движеа во рамки на проекциите и предвидувањата. Партнирствата со Државна видеолотарија, Комерцијална банка, Сава осигурување, Кожувчанка и техничкиот партнер на ФФМ Јако продолжија согласно договорите со предвидената динамика и обем. Во 2023 година ФФМ доби и нов комерцијален партнер, турската компанија за машка ексклузивна гардероба и галантерија Джиотели. Партнирството со Јако во 2023 година беше одбележано со промовирање на новиот репрезентативен дрес кој беше официјално представен пред јавноста во март 2023 година. За тоа како беше прифатен новиот дизајн на дресот, доволно зборуваат податоците за продажба. Имено, само преку официјалната фаншоп продавница на ФФМ беа продадени повеќе од 1000 дресови со новиот дизајн, а Јако преку своите дистрибутери низ светот има продадено приближно иста бројка на дресови. Во 2023 година беше потпишан нов договор со Арена Спорт за ТВ правата на првата македонска фудбалска лига. Надпреварите кои согласно овој договор не се пренесуваат на телевизија, заедно со надпреварите од втората македонска фудбалска лига, се пренесуваат на YouTube каналот на ФФМ, се со цел да се постигне што поголема видливост на првенствените надпревари под капата на Федерацијата. Снимање и стрининг на YouTube каналот се врши и на сите надпревари на младинските и футсал репрезентации на домашен терен, без разлика дали станува збор за квалификацијски или пријателски надпревари. Согласно стратегијата за женски фудбал, повеќе жени, повеќе голови, токму видливоста и подобрувањето на имиџот на женскиот фудбал е еден од најважните приоритети. Во таа насока беше изготвен проект за нов бренд на првата женска фудбалска лига. Новиот визуелен идентитет на лигата е представен од лого, кое е лесно за паметење и репродукција, има јасна поврзаност со бренд семејството на ФФМ, логото на Федерацијата и логото на првата македонска фудбалска лига, а ги отсликува вредностите на женскиот фудбал: инспирација, зајакнување, храброст, лидерство, еднаквост и гордост. Започнат е и процесот на проценка на потребите и техничките барања за изработка на нова сеопфатна веб страница која ќе може да ги задоволи потребите на сите заинтересирани и ќе биде во чекор со модерните технолошки достигнувања. Развивајќи патека на можности, преку партиципацијата се трудиме да обезбедиме можности за секое дете во Македонија што сака да игра фудбал, да стане дел од фудбалот. Соочени со генералниот проблем на значително иселување на луѓето од нашата држава, се обидуваме преку тековните надпреварувања, но и преку создавање на нови проекти да го одржиме бројот на учесници во фудбалската игра. Согласно последната пререгистрација во 2022 година, бројот на фудбалери изнесува 23.209, бројот на женски фудбалери изнесува 2062, додека бројот на футсал играчи изнесува 705. Во изминатиот период, Грасрут одделот реализираше неколку особено значајни активности согласно стратешкиот план на Федерацијата. Сите тие се препознаени како клучни во делот на партиципацијата, имајќи ја предвид масовноста како клучна карактеристика и отвореноста која дава можност за учество на секое заинтересирано дете ширум земјава. Во текот на целата сезона на редовна основа имаме учество на повеќе од 15.000 деца на возраст од 7 до 12 години. Кога зборуваме за масовноста, пред се мораме да издвоиме ФФМ детската лига која бележи раст и развој секоја следна година. Оваа сезона бележиме зголемен број на клубови, на екипи, тренери, на фудбалери во детската лига. Во тековнава сезона имаме учество на 149 клубови, 649 различни екипи и повеќе од 9000 регистрирани играчи кои освен тоа што се надпреваруваат на неделна основа, учествуваат и на регионалните завршни турнири во 6 региони. На тој начин имаат можност да се квалификуваат за финалниот турнир кон крајот на мај на тренинг центарот Петар Милошевски, каде имаме учество на 96 најуспешни екипи од Македонија, представени со повеќе од 1500 млади таленти. Што е вредно за истакнување е дека за разлика од вообичаениот раст од 5% на клубови на тимови учесници кои сме го имале во изминатите сезони, оваа сезона бележиме двојно поголем раст, односно 11% повеќе клубови и речиси 20% повеќе тимови споредбено со сезоната 2022-2023. Во делот на Грасрут активностите, не помалку важни се и проектите за училишен фудбал, кои ги спроведуваме во соработка со Федерацијата за училишен спорт на Македонија, користејќи нивната мрежа на наставници по физичко и здравствено образование, во активностите насловени како фудбал сега, фудбал на секаде и училишен фудбал за девојчиња, имаме учество на повеќе од 6500 ученици и ученички на возраст од 7 до 11 години, 105 вклучени основни училишта ширум земјава,
ангажман на 130 наставници по физичко образование и исто толку поврзани тренери од блиските фудбалски клубови. Битен е податокот дека и тука на редовна основа имаме партиципација на повеќе од 1500 девојчиња, податок што освен тоа што е во согласност со стратешката определба на ФФМ за развој на женскиот фудбал, исто така во голема мера влијае на директен раст и развој на поврзаните женски фудбалски клубови, имајќи ја во предвид можноста за полесен и системски пристап до училиштата, рана селекција и правилна регрутација на нови играчи. Во рамки на Grassroot проектите, нашата федерација дава техничка поддршка за реализација на активностите, а само во изминатиот период беше донирана опрема и повеќе од 3000 фудбалски топки. Со воспоставувањето на стратегијата за женски фудбал, дадовме конкретни насоки во делот на развојот на фудбалската игра наменета токму на жените. Со нашата визија дека фудбалот ќе го воспоставиме како спорт број 1 за жени и девојки во Македонија, се трудиме преку активностите на годишно ниво да ги подобруваме условите за истото. Зголемен е и фондот за развој на женскиот фудбал преку средствата кои се обезбедуваат од страна на УЕФА и ФИФА, преку кои се имплементираат многу од нашите проекти. Исто така, во текот на 2023 година, женските фудбалски клубови добија финансиска поддршка во вкупна висина од 6.765.000 денари. Женскиот фудбал изминатата деценија во светски рамки е рангиран како спорт број 1 кога зборуваме за развој, популарност и маркетинг. Следејќи го тој тренд, Фудбалската федерација на Македонија е меѓу првите асоциации членки на УЕФА и ФИФА кои посебно создадоа и ја спроведуваат македонската стратегија за женски фудбал повеќе жени, повеќе голови. Согласно таа стратегија, кога зборуваме за женскиот фудбал во домашни рамки, ФФМ ги спроведе следните активности: зголемување на вкупниот број на женски играчи. Од 1406 фудбалерки во 2021 година, сега официјално имаме регистрирано 2381 фудбалерка. Удвојувањето на бројот на играчи, како и зголемениот број на женски фудбалски клубови, даде потреба за формирање на повеќе женски фудбалски лиги. Во сезоната 2021 имавме само единствена прва женска фудбалска лига со 16 клубови, младинска лига со 12 и кадетска лига со 9 клубови. Оваа надпреварувачка сезона ќе завршиме со учество на 10 клубови во прва женска фудбалска лига, 8 во втората, како и 13 клубови во младинската и исто толку во кадетската женска лига. ФФМ согласно хеттрик проектите повторно обезбеди целосно покривање на трошоците на официјалните лица во сите женски фудбалски лиги, како и целосно покривање на трошоците за патување на младинските и кадетските женски лиги во висина од околу 90.000 евра по сезона. Исто така, ФФМ даде поддршка со донација на фудбалски топки, реквизити и опрема за тренинг и надпревар за играчите и стручниот штаб на сите клубови во женските лиги, односно за 38 екипи од 21 женски фудбалски клуб. На клубовите од првата женска фудбалска лига, согласно УЕФА солидарната шема, им се доделува финансиска помош во износ од 10.000 евра. Кога се во прашање репрезентациите, значително е зголемен бројот на надпревари на женските селекции. Од 2021 година до сега, само А репрезентацијата има одиграно 28 надпревари, од кои се 12 пријателски. Значаен резултат е пласманот на селекцијата до 19 години, од Лига Б во Лига А, квалификациите за пласман на Европското првенство. Таа млада репрезентација запиша 10 победи на 31 надпревар одигран во периодот од 21 до 24 година. По два квалификацијски циклуси, пласман во Лига А обезбеди македонската репрезентација до 17 години, кои одиграа вкупно 32 надпревари. Согласно хеттрик проектите, односно проектот за поддршка и развој на елитен фудбал за девојчиња до 14 години, ФФМ секој месец организира тренинг камп во трајање од една седмица, за што годишно се издвојуваат средства во висина од околу 60.000 евра. ФФМ обезбедува дополнителни средства за организирање на еднодневни настани под мотото Ајде на фудбал, на кои учество зема околу 400 девојчиња на возраст до 14 години. Исто така, учество со над 500 девојчиња бележи и проектот преку Grassroot програмите во соработка со Федерацијата за училишен спорт започнат од 2022 година. За женските тренери во соработка со УЕФА соработуваме во делот на едукација за здобивање со потребните тренерски квалификации. Имаме зголемен број на учеснички со завршени испити за женски тренери, тоа со УЕФА С, Б и А лиценца.
Селекторот на женската репрезентација до 17 години Катерина Милевска помина обука во ФИФА во делот на менторската програма, а нејзин ментор беше тогашниот селектор на женската репрезентација на Соединетите Американски држави Владко Андоновски. Едукативниот центар на ФФМ го анализираше нашиот сегашен образовен систем за тренери во рекреативна категорија со цел идентификација на областите што може да се подобрат. Продолживме со зголемен број на развојни модули во нашиот образовен систем за тренери за да се подобри тренингот и во изминатата година се зголеми бројот на курсевите за едукација на тренери. Едукативниот центар во текот на изминатиот период превзема низа чекори со цел надградба и поголем развој на едукативниот процес низ кој минуваат тренерите од цела Македонија. Сите имплементирани новитети се согласно стратешката определба на ФФМ, а со цел воспоставен зајакнат и единствен систем за лиценцирање на тренери во речиси сите натпреварувачки категории, како за здобивање со национални тренерски, така и за здобивање со определени УЕФА лиценци, кои се поедовна точка во целиот процес и во едукацијата на секој тренер. Со сите превземени чекори, во огромна мерка е надграден процесот на reality-based learning како едно од основните начела на УЕФА тренерската едукација, овозможувајќи им на сите тренери и кандидати особено квалитетен процес на едукација и стекнување на неопходни знаења, процес кој е силно препознаен од страна на УЕФА. При тоа реализирани се курсеви со особено голема фреквенција, па така во изминатиот период би ги издвоиле следните: 3 УЕФА-C курсеви, 5-та, 6-та и 7-ма генерација во присуство на 94 тренери, тука особено важен е големиот интерес на жени тренери, вкупно 20, што пак представува повеќе од 20% од сите тренери едуцирани на ова ниво во тековната сезона. 2Б УЕФА курсеви, 28 и 29 генерација со присуство на 53 тренери, меѓу нив и 3 жени тренери носители на УЕФА-C лиценца. Вредно што е да се напомене тука е дека во рамките на 28-та генерација активно учество земаат дури 14 сегашни или поранешни репрезентативци, што се случува за прв пат и е податок на кој како едукативен центар сме особено горди. Еден УЕФА-А курс, неодамна завршен беше модулот 1 од 16-та генерација со присуство на 28 тренери, меѓу нив и 3 жени носители на УЕФА-Б лиценца, чија едукација, како и останатите 23 кандидатки споменати претходно, беше во целост поддржана од ФФМ преку УЕФА програмата за развој на жени тренери. Еден УЕФА-Б голмански курс, неодамна завршен реализиран во целост, по кој веќе имаме 16 носители на УЕФА-Б голманска диплома, а воедно и прва генерација воопшто едуцирана на ова ниво која го комплетираше курсот по унифицирана програма реализирана во тесна соработка со УЕФА менторот. Тековен е курсот за едукација на едукатори, исто така за прв пат воопшто, а низ кој сите вклучени едукатори би се здобиле со национални квалификации соодветни на функцијата која извршуваат. Нешто што на крајот мораме да го одбележиме се активностите превземени со цел на отворање конкурси на други едукативни нивоа во периодот кој следи, како по високи од наведените, така и на нови специфични нивоа на едукација, па тука мораме да ги истакнеме подготовките за УЕФА Про курсот, УЕФА А голманскиот курс и УЕФА Фитнес курсот. Сите тие, како едукативни курсеви кои се на агендата на едукативниот центар, ќе бидат стартувани во блиска иднина. Преку зајакнувањето на нашиот пристап за развој на елитни таленти на национално ниво, се трудиме да обезбедиме одржлив меѓународен успех. Елитниот фудбал и сите учесници бараат соодветен третман и услови за кои Фудбалската федерација подеднакво се грижи и ги обезбедува на највисоко ниво. И покрај тешката квалификацијска група за Европското првенство, машката репрезентација има подобрување на рангирањето на ФИФА табелата во однос на 2022 година. Од страна на Фудбалската федерација на Македонија, младинските национални репрезентации имаат третман на највисоко ниво. По програмата за развој на младинскиот фудбал, Фудбалската федерација на Македонија ги следи модерните трендови. Постоечките програми и техничката поддршка е на ниво на поголемите федерации, а се со цел да се продуцираат подобри фудбалери, да се изгради правилен микс на спортска и животна едукација, со што ќе се осигура квалитетен развој на младите фудбалери. Секоја младинска репрезентација има и повеќе од доволен број на меѓународни пријателски надпревари и кампови, се со цел подобро да се подготват и представат на официјалните надпреварувања во организација на УЕФА и ФИФА. Нашиот технички оддел, заедно со УЕФА и ФИФА, започна проект за идентификација и развој на таленти низ клубовите, со што би биле на прав пат да ги препознаеме талентите и со адекватна развојна програма
да го подигнеме квалитетот на младинскиот фудбал. На тој начин голем бенефит би имале клубовите и секако младинските репрезентации на Македонија, од каде потоа би се продуцирале квалитетни фудбалери за сениорската репрезентација на Македонија. Имаме талентирани генерации, знаењето и вештините никогаш не биле доведени во прашање, но мораме да работиме и на некои други елементи за да бидеме на високо ниво, првенствено во психолошкиот дел. Потребна ни е поголема ментална свест за да им се спротивставиме на најдобрите репрезентации. Во таа насока се движеа и резултатите на младинските селекции изминатата година. Радува пласманот на Македонија до U19 години во елитната фаза квалификации за пласман на Европско првенство, но опште впечатокот дека мораме многу подобро со останатите селекции, почнувајќи од најмладата до селекцијата до 21 година. Одделот за безбедност и заштита на интегритетот има единствена цел – подигнување на нивото на интегритет и борбата против местењето на надпревари. Нашата заложба е да се вклучат сите чинители во фудбалската игра и институции на системот во постигнување на оваа цел на системско ниво. Главната цел на Одделот за безбедност и интегритет во рамки на Фудбалската федерација на Македонија е заштита на интегритетот на самата фудбалска игра. Активностите кои ги реализираме во оваа насока ни даваат за право да веруваме дека заедно и конструктивно можеме да ги решаваме предизвиците и дека нашите заеднички предлози и насоките кои ги добиваме од УЕФА и ФИФА во однос на ова прашање, фудбалерите, судиите, но и сите останати кои се поврзани со фудбалската игра ќе ги пренесат во своите клубови, тела и организации. Одделот за безбедност и интегритет на почетокот на оваа година организираше семинар на кој активно учество земаа комесарите за безбедност од прва и втора лига, представници од МВР, преку началниците на секторите за внатрешни работи и организиран криминал и корупција и представници на дел од најавачките групи. Направивме презентација на извештајот за инциденти на надпреварите во есенскиот дел од надпреварувачката сезона и го презентиравме планот за мерки и активности за организирање на фудбалскиот надпревар. Како дел од програмата за заштита на интегритетот и борбата против местење на надпревари, од страна на одделот беше направена презентација за заштита на интегритет со посебен акцент на борбата против местење на надпревари. Целта на предавањата е да им се даде важна информација на фудбалерите, судиите и останатите учесници за начинот на кој функционира целиот систем и процес на местење на надпревари, големото негативно влијание врз фудбалот, како и откривањето и превенцијата од него. Работејќи според правилникот за безбедност и сигурност на фудбалски надпревари, во изминатиот период исто така се организираа работни состаноци со комесари и заменици комесари за безбедност на фудбалските клубови со цел запознавање, укажување и елаборирање со одредени правилници и постоечки закони. На семинарите активно учество земаа фудбалери, судии, делегати, контролори, но и представници на МВР, Одделот за јавен ред и мир и Одделот за организиран криминал и корупција со единствена цел – подигнување на нивото на сигурност и безбедност на надпреварите, како и подигнување на нивото на интегритетот и борбата против местење на надпревари. Судиската организација во рамки на Фудбалската федерација на Македонија континуирано работи на подобрување и едукација на нашите судии. Влијателни експерти од УЕФА и ФИФА беа дел од работилници и семинари за размена на знаење и подигнување на квалитетот на фудбалското судење кај нас и во регионот. Судиската организација во рамки на Фудбалската федерација на Македонија континуирани работи на подобрување и едукација на нашите судии. Изминатата година организиравме 4 редовни семинари и 1 дополнителен судиски семинар. Исклучително сме горди што учество на семинарите во нашата организација земаа членот на судиската организација на УЕФА Бјорн Кујперс и главниот фитнес тренер на УЕФА Вернер Хелсен. Во надпреварувачката 2023 година нашите ФИФА и футсал ФИФА судиите беа дел од вкупно 90 надпревари на европско ниво. Тој е рекорден број на одсудени надпревари во една сезона за македонските судии. За прв пат во историјата на македонскиот фудбал, женски судија Ивана Пројковска беше делегирана на машки надпревари од прва македонска фудбалска лига, како и на УЕФА меѓународни надпревари во машка конкуренција и полуфиналето на УЕФА Лига шампиони за жени. Битна одлука за судиска организација започнување на процесот за воведување и имплементирање на ВАР технологија за надпреварите на Македонската фудбалска лига согласно прописите и процедурите на ФИФА. Воведена е судиска анализа од прва и втора Македонска фудбалска лига, која се објавува после секој одиграно коло, покажувајќи транспарентност пред клубовите и јавноста.
Комисијата за антидопинг и медицина како тело во федерацијата кој се грижи за здравјето на фудбалерите, посветува внимание во едукативниот дел на медицинскиот персонал присутен на надпреварите и дава помош во опрема и медицински апарати. Активностите на медицинската комисија во рамки на Фудбалската федерација на Македонија имаат за цел да се осигура медицинска безбедност и заштита на здравјето на фудбалерите и сите вклучени во професионалниот фудбал. Со грижа за здравјето, после ланската донација на клубовите од Прва македонска фудбалска лига, оваа година ФФМ донираше дефибрилатори за сите 16 екипи од Втора македонска фудбалска лига. Клубовите добија автоматизирани дефибрилатори, а нивните лекарски тимови ги следеа едукативните програми за реанимација и употреба на дефибрилаторите. Во врска со антидопинг мисијата, Фудбалската федерација на Македонија продолжува со своите заложби за фер игра, чист спорт и фудбал без допинг. Да го спречиме допингот и да промовираме фер игра, да го заштитиме здравјето на играчите, да го заштитиме интегритетот на надпреварите, да го заштитиме позитивниот дух на спортот, да им дадеме еднаква шанса на сите играчи. Во таа насока се спроведоа редовни антидопинг работилници како дел од хет-трик програмата на УЕФА. На редовните работилници, присутните фудбалери, како и стручните штабови и докторите, се информирани за прекршувањето на спортската етика, постапката за допинг контрола, правата и обврските при допинг тестирање, процедурата за издавање дозвола за терапевтска употреба на одредени лекови, а редовно е презентирана и забранетата ВАДА листа за 2024 година. Покрај тековните активности, во организација на медицинската комисија при ФФМ беа одржани и 2 работилници, односно семинари за доктори и физиотерапевти, кои се дел од хет-трик едукативната програма за медицина на УЕФА. Семинарот го проследија докторите и физиотерапевтите кои работат со репрезентациите и со клубовите од Прва и Втора лига. Во 2023 година, Фудбалската федерација на Македонија ја усвои стратегијата за социјална одржливост. Стратегијата се состои од 5 столба: еднаквост и вклученост, заштита на деца и млади, заштита на животната средина, фудбал за сите способности и здравје и благосостојба. На минатогодишното собрание на Фудбалската федерација на Македонија е усвоена првата 4-годишна стратегија за социјална одржливост. Истата се состои од 5 столбови. Во рамките на тие столбови ФФМ презема бројни активности. Првиот столб е еднаквост и вклученост. Дел од активностите од овој столб се однесуваат на зголемување на бројот на жени тренери кои се во процес на едукација или се носители на УЕФА тренерски дипломи. Во сезоната 2023-24 имавме 20 жени кандидати или завршени за С УЕФА лиценца, 3 жени за Б УЕФА лиценца и 3 жени за А УЕФА лиценца. Други активности поврзани со овој столб се однесуваат на континуирана едукација и развој на жени вработени во администрацијата на ФФМ. Изминатата година 4 жени од администрацијата на ФФМ се запишаа или завршија ЦФМ или ДФЛМ едукативни програми на УЕФА. Вториот столб е заштита на деца и млади. Како активност поврзана со вториот столб е започнување на процесот за креирање и усвојување на правилник за заштита на деца и млади. Понатаму имаме завршена ФИФА обука за заштита на деца на вработен во ФФМ и учество на Фудбалската федерација на вториот самит на УЕФА за заштита на деца и млади. Третиот столб се однесува на заштита на животната средина. Активности поврзани со овој столб се следни: користење на соларните панели за произведување на електрична енергија. Минатата година е произведено 46.296 киловат-часови електрична енергија. Следна активност е селектирањето на отпад. Изминатата година е селектирано 15.063 кг хартија и 3.756 кг пластика. Исто така, ФФМ го преведе и го сподели прирачникот на УЕФА за одржлива инфраструктура. Четвртиот столб е фудбал за сите способности. Во рамките на овој столб обезбедуваме бесплатни билети за надпреварите на А репрезентација, за лица со инвалидитет, го поддржуваме Националниот сојуз на лица со инвалидитет мобилност во организација на 5 фудбалски надпревари и тренинзи. Друга активност е поддршка на Државното училиште Светина Охридски, со тоа што овозможуваме 2 пати неделно фудбалски тренинзи за учениците со интелектуална попреченост. Петтиот столб е здравје и благосостојба.
Една од активностите е организација на крводарителската акција Највредниот подарок капка полна живот, организирана во соработка со Црвениот крст и со Институтот за трансфузиона медицина. Инфраструктурата како еден од главните сегменти за инвестиции ја продолжуваме со користење на средства предвидени од програмите Хет-трик на УЕФА и Форвард на ФИФА. Дел од терените и одржувањето на истите беа направени од сопствени средства на Федерацијата. Во 2023 година, со одлука на управниот одбор, се отпочна активности за реализација на програма за инвестиција од Форвард 2 и Форвард 3 програмата на ФИФА и ТОА. Поставување на терени со вештачка трева во Дојран, Илинден, Липково и Тетово. Изградба на соблекувални во Илинден, Липково, Драчево, Свети Николе, Кравари, Велес, Демиркапија, Добридол и Куманово. Реновирање и реконструкции во Кичево и Кочани, терени со природна трева во Куманово и Радовиш. Во делот на тренинг центарот Петар Милошевски, во комплексот Куќе на фудбалот, поставено е рефлекторско осветлување со јачина од 1200 лукса и сопствен агрегат како дел од проектот на FIFA Forward 1 програмата. Како дел од Хет-трик 5 програмата беше направена инсталација на најнова хибридна трева на националната арена Тодор Проески во Скопје. Со поставувањето на хибридната трева од најновата генерација и со вградување на целосно нов систем за наводнување, се овозможува на нашиот најголем стадион да се одигруваат надпревари во текот на целата година без оглед на временските услови, притоа одржувајќи ги највисоките стандарди за игра. Доброто раководење представува основен столб на функционирањето на Фудбалската федерација на Македонија. Преку низа активности го следиме и се обидуваме да ги подобриме нашите активности. Во соработка со оделот на УЕФА, задолжен за Good Governance, еднаш годишно вршиме проверка, евалуација на системот на функционирање од страна на ФФМ и вршиме подобрување. Соработката со ФИФА и УЕФА е на највисоко ниво, каде освен помошта преку нивните фондови се врши размена на знаења и искуства.